победнички во Шуторизари и на 12 април. И министри кои што работат не 24/7. Добро вечер, Шуторизари. Добро вечер. Добро вечер, победничко Шуторизари. Јас навистина сум горда што денеска заедно со вас ќе може да кажеме што се сме направиле и за Шуторизари, но и за ромската заедница во овие 2,5 години. Но сакам пред се да ве чуем вас и да ми кажете дали има друга влада која што направила повеќе за ромите отколку оваа влада. Оваа влада директно инвестираше и во Шуторизари, но инвестираше и во сите ромски мала во нашата држава. Се со цел да го подобриме квалитетот на живење на ромите во нашата држава. Ромите се дел од нашето општество. Со години се обидуваат да ги држат на маргините. Со години се обидуваат да им го скратат квалитетот на живот. Но ние како влада ветивме дека ќе живееме во едно општество. Општество во кое што сите граѓани подеднако ги добиваат услугите и подеднако им се распоредува од општествените финансиски средства. И тоа го направивме. Не само што инвестиравме инфраструктурно, не само што инвестиравме во финансиски средства во општините каде што имаме голем број на роми. Дополнително ја зголемивме социјалната парична помош за 300%. Ние знаеме дека 70% од корисниците на социјална парична помош или минимален адекватен приход се роми. Токму затоа со години тие беа оставани на маргините и со години добиваа по 50 евра месечно максимум. Сега имаме семејства кои што се 4 члени со 2 деца и 2 возрастни лица кои што добиваат по 10.700. Сите деца, меѓу кои и ромските деца, сега имаат право на детски и образовен додаток. Повеќе од 27.000 домаќинства добиваат гарантирана помош во нашата држава за 300% повисока и 34.000 деца добиваат детски додаток. Зошто? Затоа што сметаме дека сите деца, меѓу кои ромските деца, имаат право на образование, за да може да го постигнат својот максимум во општество и заедно со сите останати деца и да одат во школу и понатаму да се вклучат во економијата, да растат и да се развиваат и да го градиме ова наше општество. И тоа го заслужуваат ромските деца и ромските семејства. Да не заборавиме дека освен што воведовме минимален гарантиран приход, детски и образовен додаток, за да имаме еднаков пристап за сите деца во образование и за семејството до пазар на труд. Ја направивме и минималната плата да биде достоинствена. Ние знаеме дека голем дел од ромите или беа вклучени на пазар на сива економија или работеа за минимални примања. Секако постојат и роми кои што живеат и многу достоинствено и многу високо, и тие се во политичкиот живот и во бизнис секторот и во општествените функции, но имаме голем дел кои што се уште беа на маргините. Затоа минималната плата ја зголемивме со 60% и од одредена 9.000 денари минимална плата во која што текстилната, кожарската индустрија беа оставени на страна од законот, денеска имаме универзална минимална плата од 14.500 за сите граѓани во нашата држава. А со тоа постигнавме изголемување на просечната плата од 26.800 и сега и конечно стремиме кон достигнување од 500 евра просечна плата во нашата држава. Ова се само економските мерки. Да не заборавиме дека во Кочани се инвестира во реновирање или преселување на семејствата од касарната во посебни места за живење. Да не ги заборавиме нашите пријатели кои што живееа со години под калето, кои што има субстандардни услови. За нив направивме 2 места за живење. Едните се во Збегово, привремени живеалишта, другите се во Газдибаба, општина Газдибаба, во посебен објект на Министерството за труд и социјална политика, затоа што сметаме да тие наши сограѓани им е потребен еднакво статус. Но продолжуваме понатаму. Нас ни е важно да ромите ги видиме на сите позиции во владата, подеднакво застапени на сите општествени значајни функции.